Добре дојдовте, вие го гледате новото издание на Fairplay, како и секој викенд на телевизија Телма. Време е за нови спортски теми, а време е за можеби највозбудливиот дел од спортската сезона, тоа се завршниците, кога ги добиваме и оние најдобрите, односно шампионите. Наша денешна тема ќе биде ракометот, откако веќе ни се познати освојувачите на домашниот ракометен куп во машка и женска конкуренција. Кај мажите гледавме големо дерби кое мина во знакот на Вардар, а додека кај дамите во финалната битка учествуваа ЖРК Куманово и ЖРК Вардар. Овој пат трофеот отпатува во Куманово, но и едната и другата екипа, многу дами, заедно со нивните предводници, ќе бидат наши денешни гости. Ве канам да бидете заедно со нас. Каква беше финалната битка за ракометниот куп трофеј во женска конкуренција? Дали неизвестната завршница донесе една сладка победа и еден болен пораз? Како ЖРК Куманово прослави за освоениот трофеј? Гости во Fairplay со Јана се ракометарките и предводниците на финалистите ЖРК Вардар и ЖРК Куманово. Интересна и неизвестна беше завршницата во женскиот ракометен куп на Македонија и тоа е одлично, особено затоа што и публиката може се почесто да следи ваков тип на надпревари. Се надевам дека женскиот спорт генерално, па и женскиот ракомет се повеќе ќе предизвикува интерес кај нас, затоа што знаеме дека годините наназад можеби не беше толку атрактивен како некогаш. Но како и да е, чест ми е што денеска ова ќе биде наша тема. На само 8 секунди пред крајот оваа средба се реши и мислам дека треба да им се честита и на едната и на другата страна, но сепак на крајот само еден може да биде шампион. Овој пат шампионски стартуваме со представници од тимот на Куманово и затоа сум среќна да им посакам добри дојде во студиото. Ќе одам сега по хиерархија, иако дамите имаат предност. Со нас е тренерот Славиша Димитриевски. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Добре дојде, односно, рековме на ти. Така, може, да. Јас зборам во име на цела екипа, на цел тим. И со нас се три ракометарки, Габриела Величковска, Андреза Алмеида и Тамара Ивановска. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Welcome. Thank you. Да, со Андреза секако ќе морам и на англиски, затоа што таа е една од ракометарките кои не се од Македонија, а се дел од тимот на Куманово. Ајде одиме поред. Прво честитам. Какво е чувството? Малку спласнаа ли емоциите или уште сте под тој адреналин благодарение на освоената титула? Так. На самиот почеток благодариме за вниманието, благодариме за просторот што ни го овозможивте во вашата емисија. Поздрав до ваши драги гледачи. Чувство, многу убаво е чувството. Куп на Македонија, едно ниво поразлично, првенство. Да, супер е да се освои првенство, но купот сите знаеме, во сите надпреварувања, во сите спортови е на едно друго ниво. Еден надпревар е во прашање, еден пехар е во прашање, прво место е во прашање. Неописливо чувство. Важно е да споменам дека за женскиот ракометен клуб Куманово, ова беше трето финале во клубската историја, кога е во прашање купот на Македонија, и третата шанса искористена максимално, односно трет трофеј и трет пехар. Тоа е една добра, убава статистика. Од сите присутни, Тамара, така, е таа која што ги искуси сите овие три искуства. Па, ајде да направиме споредба. И сега какво е чувството, но како беше и во оние други прилики во минатото кои ги искористив? Сите три пати јас сум учествувала на финале во куп со различни тимови, значи со различни девојки. Така. И секој финале си имало своја тежина, но кога еден тим ќе направи хемија меѓу играчите, успехот е неизбежен. Да. Точно така. Сега, една друга работа што исто е за поздрав, апсолутно дека клубот создава своји играчи, си има своји гордости, имате и малку помош од страна, меѓутоа не е преголема ако го земеме фактот дека се само две ракометарки од странство. Меѓу нив Андреза. Ме интересира како се случи една млада девојка од Бразил да допатува во Македонија и да игра во македонска лига. I was finishing my graduation in Brazil, and one coach that is not with us anymore, he made a message on Facebook and invited me to make part of this team. But I didn't notice, I didn't care at this moment because I had to finish my graduate there.
And I said to him, I can go now, but if you want, you can wait me till January and I can go. And he said, okay, I will wait you. But I didn't, I was not expecting that he would wait me. And he was always sending me. And then I talked to my family, I said, yeah, maybe I go. I had the other proposal, but I said, so I go to Macedonia to see how's there, and I came here. So, it was right decision? Беше тоа правилно? Yes, everything I think happened in the way that I would like, then I think it was the right decision. Правилна одлука и за клубот. Ако знаеме дека Андреза е MVP на купот и најдобар стрелец, што тоа значи стручно? Дали навистина во голема мера вашата тактика и игра се потпира на незиниот перформанс? Апсолутно, видете. Јас сете како играч играв таа позиција централен бек или организатор на игра и многу работи зависат баш од тој играч. Поготово во напад, кај што буквално тој е мотор на цела игра. Така исто и во нашиот колектив. Андреза, благодарение на најзините добри перформанси, ни беше една од лидерките, но секако не оставаме ние на случај, тоест јас не оставив на случај и не сакав да оставам. Сепак ние сме колектив, сепак на терен во моментот играат 6 играчи плюс 1 голман и перформансите на сите мора да се добри, улогата секој си ја знае, секој си дава максимум за својата улога што треба да ја изигра и на тој начин уште еднаш викам дека мислам дека таа е формулата за добар успех, апсолутно. Можеме ли да кажеме, Габриела, кој беше или кој е начално вашиот најголем конкурент оваа сезона и во купот, па можеби тоа важи и за шампионатот? Па добро, со оглед дека оваа сезона имаше различен склоп на систем на надпреварување првенствено. Бевме поделени во две групи, но на крајот од сезоната очигледно не беше, можам искрено да признам, Ѓорче Петров екипа што ни така делуваше најсериозно. А во купот, мислам, ждрепката беше таква поволна за нас. Ние секако имавме цел зацртана да бидеме прваци, за купот да биде наш најискрено, тоа мислам дека нема потреба да се крие на ниедно девојките. И така да искрено влеговме со победнички и бевме мотивирани за успех и тоа ни дојде, ни даде, како да ви кажам, на крај успех. Па, на крај успех, реков, беше тоа тесна битка и па не е лесно на само неколку секунди пред крај човек да ја добие. Тоа може да го препишеме до некаде и на среќа или знаење и правилна тактика, не знам. Како да ви кажам, без среќа во било кој спорт е многу тешко. Апсолутно треба среќа во спорт, но да, јас на девојките многу пати им кажувам, им говорам, викам да не звучам многу самоуверено и препотентен до некој ниво. Ние бевме спремни. И девојките кажуваат дека бевме спремни за тој куп. И во ниеден момент не сумљав дека ќе го изгубиме купот. Малку потфрливме во делот од послушноста на тактиката, во реализација на тактиката, доколку бевме попедантни и пофокусирани за момент, ќе бевме со поубедлива предност пред нашите опоненти, но пак викам, куп, едно друго ниво на надпреварување, еден друг мајндсет, ќе употребам странски сленг. Израз. Да, каде што верувајте дека не е се едно веќе и не е на едно исто ниво. Се случи тоа што се случи, на крајот победивме и сме горди и среќни на тоа. Да, причина за радост апсолутно е голема, што убаво ни на студиото со вашите признание пехари, ја верувам значат кога ќе стојат во вашите простори, да бидат мотивација и за следните сезони и за следните генерации.
Бидејќи видов смешкање околу тоа дисциплина, тактика, сега вака прво ќе дозволите тие да кажат Може. мислење како оди соработката со тренерот, а после потврда дали е така Апсолутно. или не е така. Значи прашањето ќе биде за сите три, каков тренер, амо искрено да кажете. Кога се лути, кога е расположен, што најмногу знае да го изнервира. Zlavisha is a great man, first of all. Then I think when you're a good person, you'll be a good coach. Zlavisha is the guy who is always supporting you. He say to you when you're wrong or something, he always trying to help you in everything. And he always wants a good energy on the team. He wants to put everyone up, so it's easy to play with him. It's pretty easy. Нема проблем, значи. Дали се согласуваме? Ајде да надополниме. Потpuno согласувам со Андрес и се тоа поддржувам. Јас сум искрено сменила многу во кариерата тренери и тоа се. Од Славиша како тренер сум презадоволна, зашто тоа е пред се личност која ќе влезе со позитивна, како што рече, енергија, сака на сите да ни удоволи, да бидам искрена. А што не е лесно? Што не е искрено лесно со Не сте 20 малку. со 20 девојки да бидеш во екипа за машко, мислам дека малце и е понапорно. И постојано е тој што ни дава поддршка. Точно ја знае некој да се изнервира, како нормално и ние, кога не го послушнуваме. Имаме некој си така свој, така малце недисциплина, некои такви работи, но тоа е нормално и е склоп на неговата работа, како и на нас. И на крајот тој секош наоѓа дополнителна енергија, пак да биде насмејан, да не поддржи и да се израдуваме поново заедно. Што е доста многу добро. Знае некогаш да држи подолго лути на тренерот ако се случи некоја голема грешка, па не мора да е само на надпревар, туку и генерално во однесувањето на сите вас што сте дел од колективот. Ако некој доцни, ако некој не со внимание го слуша кога зборува, нели не се само киксовите на терен изолирана причина за тренера да се изнервира. Тоа е еден долг процес и комплексна работа. Па не, неговата лутина е моментална и он се труди секој пат да се прилагоди на сите нас, иако ние сме многу, а тој е еден, но како што кажа Габи, секој пат се труди да ни удоволи и неговиот пристап е секој пат на место. Сега ова ме инспирира за едно друго прашање. Посебно големите спортисти кога ќе ги слушате и оние најпознатите звезди, знаат да кажат дека причина за најголеми проблеми во кариерата знаеле да им бидат несогласувања со тренер. Посебно моментот кога играч кој што е супер звезда не сака да го прифати авторитетот на тренерот, а има тренери што се условно диктаторски настроени. Како ќе кажам, ја ќе биде така и нема прилагодување, нема договарање, туку има само наредба. Секој има свој стил. Каков е твојот стил? Кој ти е концептот за работа со млади девојки што треба успешни да бидат во иднина? Па и сега. Пред се им благодарам за убавите зборови, најискрено. Рецептот мој е само искреност и напорна работа. Јас, баш од тој аспект што го кажа, до пред 2 сезони бев професионален играч и јас имам една скромна, добра кариера, по моје мислење, кај што поминав под менторство на многу тренери. Со некои добро поминавме, со некои лошо, добро искуство, лошо. Гледам сето тоа да го акумулирам, како што кажам на почеток, тргам на страна лоши работи, не сакам тие да ми одземат дел од времето и енергијата, ги акумулирам добрите ствари и буквално од тој период сакам да им понудам нешто што верувам дека не можат да го одбијат. Тоа е таа искреност, тој професионализам, таа работа, една човечност пред се, зашто на крајот на денот ние сме луѓе, ракометот ни е дел од животот, кај некого повеќе, кај некого помалку, сега сме тука, утре транзитира некој, оди во некој друг живот во смисол на било тоа да е работа или било да е обврска и така го сваќам и по тоа се раководам. Значи нема она страф и трепет, премногу строг, не во таа насока. Па сега страф и трепет. Сакам, јас знаат девојките дека сакам да има еден ред, што е апсолутно во секој спорт задолжителен. Сакам да се слушаме, сакам да се разбираме, сакам да имаме респект, сакам да сме другари и пак викам, само така
мое мислење дека резултатите се Да. неизбежни. MVP и најдобар стрелец, што тоа за Андреза значи, не само сезонава, туку и за во иднина? This means a lot for me. I'm so grateful for everything. I'm so grateful for my teammates because they helped me to win that, for my coach, for everyone, and I'm just feel grateful for everything. Сепак и покрај ова одлука твоја, предпоставувам дека на крајот од сезоната ќе промениш средината, односно ќе имаш нов клуб. Зошто е тоа така? I think is enough time here in Macedonia. I always think bigger and bigger, and I want to go to play a better league. Not that this league is not good, but I want to go in a better league. I want new experience, new challenge, and I think with this final, I'm like, I feel that I won what I would like to win. Then now I want to other challenge. I want a new experience, new club, and everything new. Mission completed, исполната мисија во Македонија. Значи тоа дека што од сега постојат главоболки и се размислува за нов стрелец или рано е? Мора да се мисли на новата сезона, како едната завршува. Апсолутно, да. Еве, денес кога го имаме снимање, нели ние последниот надпревар и веќе тука привршуваме дефинитивно со сезоната, ја заокружуваме. Да, апсолутно дека се размислува, апсолутно дека мора да кроиме тактика. До прва ни е седнување со управата на маса, да сублимираме што и како оваа сезона направивме, да видиме како ќе се договорите на играчи, на тренер, што ќе задржат тие, што мислат и како мислат. Во секој случај, да, Андреза заминува и посакувам среќа и посакувам многу успех, здравје пред се. Таа е прекрасна и како човек и како играч. Сигурен сум дека екипата каде што ќе појде ќе се многу среќни за неа. И да, со нова среќа, со во некои нова нови среќа, победи, апсолутно. како велат, нели? Имаме ли сега нови повисоки зацртани цели, затоа што е убаво кога човек ќе заокружи сезона со една титула, овој пат од купот, но тоа значи и обврска веројатно за следната сезона. Па има ли шанси, ќе има ли сили за надминување на успесите во сезоната која предстои? па јас сум гладен за победи, јас сум гладен за освојување. Млад тренер, амбициозен во секој случај. Се уште еуфоријата она кога бев играч, сега тренер ме држи, ми стои. Апсолутно, ова е во секој случај како што кажа ти, да, ќе е тешко да се оправдаат сите овие пехари и признанија, но од друга страна огромна сатисфакција за работа плюс за постигнување за уште повисоки цели, успеси и резултати и се надевам дека ќе одиме во таа насока. Така и дека ќе биде. Официјално на денот на ова снимање ја завршувате сезоната. Да. Имаше или ќе има некакво голямо славие, журка, забава, па заслуживте на крајот од денот? Така, славје големо немаше зашто бевме изморени баш дента кога си се враќавме од Охрид. Гледавме и машкото финале, па затоа малку ни се пролонгира враќањето назад. И да, во секој случај ќе има славје, мора да се круниса, тоа е составен дел прославата, апсолутно. Сите ќе сме на куп, сите ќе славиме и ете, едно испраќање за Андреза. Да, убаво да ја испратите Да. Андреза, да. Да. Добро. Ви благодарам многу.
и што допатувавте овде кај нас во студиото на Телма и што ја прифативте поканата. Се надевам ова да биде инспирација и за оние млади девојки кои можеби сакаат да влезат во светот на ракометот, зошто да не? Знам дека вратите од клубовите се отворени и посакувам во иднина да се гледаме со нови интересни теми, успеси, уште пехари, зошто да не, нели? Дај Боже. Ви благодарам на поканата, кажав уште на почетокот. Благодарни сме многу што давате акцент, простор конкретно за женскиот ракомет, кој што треба да се издигнува во нашата држава, зашто знаеме дека ние спортот број 1 во наша држава, во Македонија. Поздрав до сите ваши гледачи, поздрав и до вас, благодарност голема и се гледаме само за убави работи и успеси. Ви благодарам многу. Ви благодарам. Ви благодарам. Ние продолжуваме понатаму, се разбирам, уште ракометарки ќе пречекаме денеска во студиото, така што не го менувате каналот, бидете и натаму со нас на Телма. Веќе кажавме, беше ова едно интересно куп финале во женска ракометна конкуренција за оваа сезона, затоа што видовме изедначен натпревар, силите беа тука некаде, меѓутоа на крајот знаеме дека само еден може да биде победник. Како и да е, да се има добра конкуренција, особено што се однесува до нашиот женски ракомет е супер. Оваа година второто место во купот му припадна на ЖРК Вардар и за малку ете им избега таа двојна круна затоа што мажите пак успеа да го освојат купот и оваа година. Ќе ми биде драго да поразговарам и со дел од тимот на Вардар, да ги кажат и тие своите впечатоци не само за овој финален турнир, него и за цела оваа сезона. Ќе потсетам, сите ги помниме оние времења од некое поблиско минато, кога Вардар го гледавме и на меѓународната сцена, тука спаѓа и девојките, но сега има една важна разлика, дека овој тим има во најголема мера македонски ракометарки и дека сега работиме со наши млади, нови и супер сили. Ќе ги представам моите гости што ми го исполнија студиото на убав начин и со пехари и со убаво расположение. Одиме поред, морам малку да си помогнам затоа што сте многу, на тренерот не му е лесно. Одиме поред Ивона Кимовска, до мене Андреја Илич, Ива Кимовска, Нина Попова, со нас е и Гордана Нацева, секогаш поддршка за женски ракомет, и тренерот Александар Царчев. Добре ми дојдовте во Ферплей. Добре. Најава за овие случувања во купот имаше на Телма пред да се случи турнирот. Се надевам не сме ние малерот, тука и навивање и подготовка и се имаше, ама добро. Второ место, има ли разочарување големо или нема разочарување, одиме понатам? Како се чувствувате? Па има, малце ни беше криво, сепак. Сакавме да го освоиме овој куп, ама добро е, следна година ќе работиме уште подобро да го освоиме. Дали има разочарување, до некаде прашувам и заради тие кобни за вас неколку секунди на крајот. Значи буквално во завршницата беше одлучено нели кој ќе е победник. Тоа што значи спортска среќа, тука можеби одигра улога или сепак станува збор за знаење и за тактика? Па од една страна среќата и ние бевме малку уморни, изигравме пред тој уште еден натпревар. Така требаше да биде. Да. Добро, тренерот што вели на оваа тема? Па, видите, јас прво да им честитам на девојките за второто освоено место. Значи, на почетокот на сезоната имавме поставено ние планови да играме финале на куп, тоа го успеавме. Сакавме оваа сезона во Суперлигата да бидеме подобро пласирани од прошлата година, меѓутоа повторно сме четврти и сега имаме трета шанса во овој викенд младинско првенство, каде се надевам дека ќе го подигнеме пекарот. Јас би се заблагодарил за целата сезона и на управата и на девојките, стварно работевме напорно. Наша цел беше оваа година млади ракометарки добивме во вториот тим, десетина кои што требаше да ги развиваме како играчи, делимично успеавме, треба уште да се работи, значи имаше некои играчи кои што првпат настапува во ваква категорија и се надевам дека со напорна работа следната година ќе го подигнеме нивото на играта на играчите и ќе направиме подобри резултати. Што се случува за купот, јас само верував дека првата утакмица против Ѓорча дека ќе одиграме подобро, тие се реално поквалитетна екипа, имаат поголем ростер,
Меѓутоа им реков на девојките, на вакви натпревари не победува подобро, него тој што е повеќе посака победата. Они стварно го ставиат срцето на терен и јас сум многу горд на нив. Меѓутоа во финалето веќе бевме многу заморени. Јас му реков и на претседателот на Раковна федерација дека треба и машки и женски тимови да бидат во иста состојба. Не може во рок од 15 часа да играш два тешки надпревари. Да. Требаше да види, претседател рече дека во нареден период тоа нема да се повтори, дека ќе имаме исти услови. Да, на вакви надпревари одлучуваат една топка, една одбрана, па можам да кажам понекогаш и некоја судиска грешка, ненамерна, дефинитивно. И меѓутоа сума сумарум јас сум задоволен. Сакаме да го подигнеме пекарот. Во последните 4-5 години ова ни е нас трето финале и трето финале го губиме. Мислевме дека ќе го освоиме, меѓутоа ништо не ни престава друго него да работиме подобро во наредната сезона. Со крената глава да се прифати поразот и да биде мотивација, секој се учи повеќе од поразот него ли од победата, да. Да, има нешто во тоа. Гордана, овде сте да поддржите генерално спорт, најмногу ракомет, тоа е вашиот свет, вашиот домен. Ја кажав главната разлика во ЖРК Вардар, две изданија што практично и не можеме да ги споредуваме. Дали ова што веќе очигледно работите сериозно со нашите помлади сили, ќе имаме трпение и посветеност да го издржиме, се додека да дојде некое ново блескаво издание, новиот пат со македонски ракометарки? Благодарност за поканата во името на Женскиот ракометен клуб Вардар. Благодарам што ги следите нашите надпревари. Знам дека и противникот во финалето исто така ќе биде застапен во вашата емисија. Значи, за многу краток период женскиот ракомет повторно е актуелен и тоа многу ни значи, затоа што навистина бевме во сенка на машкиот спорт, но со вакви емисии, со промовирање на екипите, мислам дека можеме да постигнеме заеднички, да се радуваме на големи резултати повторно во женскиот тим. Што се однесува до нашиот клуб, би сакала да кажам, да, има среќа да бидам дел и од тој проект на Вардар, каде што беше Dream Team во европски рамки, практично кога ќе се поделија да играат тренинг надпревар, тоа можеше да биде полуфинале на Final Four. Буквално. Но таму беше една мотивација и ентузијазам, јас сега си наоѓам друга мотивација со овие прекрасни девојчиња и личности. Значи, желбата за победа не е ништо помала дали играме во Охрид или играме во Будимпешта. Значи, ние со Индира сме во клубот и наши претходни колешки од Кометел се обидуваме да направиме навистина добар тим по принципите како ние сме биле во така врвен клуб, но можам да кажам дека се работи за извонредни девојчиња, за извонредни спортисти, пред се добри се како луѓе, напорно тренираат, ние се обидуваме да им обезбедиме услови за што подобри резултати. Да. Значи, очекувам во наредниот период. Знаете како, ретко сум била задоволна од пораз, но целиот овој викенд беше прекрасен. Извонредна партија со Ѓорче. Да. Нијанси одлучува, противникот беше преодморен, ние преуморни. Јас од навивање суморев, знаев на нив како име долу на теренот. Значи, но не губиме, нема да настапиме наредната година демотивирани, напротив, уште повеќе ќе знаеме каде можеме да се подобриме. Така да им благодарам на нив и можам и така се договаравме со нив дека ако играме финале, независно дали ќе го освоиме или не, дека ќе бидат наградени, па ние правиме напори да ги наградиме и за пласманот во финале. Да, за трудот и за желбата. Само уште кратко ја споменавте Индира. Знам секогаш кога зборува дека познато е не сака да губи. Значи нема шанса тоа. Како ги утешивте девојките? Што е тоа што им го кажавте и вие, затоа што сепак убаво рековте, сте биле во нивна кожа некогаш. Сте се радувале на големи победи, имало и тешки порази и сигурно дека постои нешто што може и веројатно сте им го кажале откако се случи што се случи. Знаете како обично сакам да ги бодрам и пред надпреварот и да на некој начин да им покажеме дека сме со нив и кога губат. Затоа спортот е таков, составен од големи победи и големи порази, но треба да си ментално многу силен за да ги и двете совладаш.
Ние стварно направивме извонреден резултат победувајќи го Ѓорче Петров. Беа апсолутни фаворити и тоа за мене беше најдобрата партија што тимот ја покажа. Но после тоа знаев дека ќе ни биде тешко, знаев. Јас пред заминувањето на надпревар им кажав кога беше завршниот состанок дека шансата е тука, шансите во животот треба да се зграпчат, ако може да соберат сили да го направат тоа. Знам дека се уморни, само тоа им го кажав, не сакав да чувствуваат никаков притисок. Ќе дојдат и други шанси, но вистинскиот момент е кога ќе се појави таа шанса да се зграпчи. Да. Така да со нив сме и во победа и во пораз, некогаш се љутиме на пораз, но секогаш сме со нив затоа што со Индира знаеме дека треба да си вистински поддржувач, посебно во пораз. Ајде, девојки, уште малку да го прокоментираме тој полуфинален надпревар. Се споменува многу Ѓорче Петров и тие девојки и другите гости, екипата од Куманово ги спомена едноставно дека добро си ја работат својата работа и оваа сезона. Па може ли да споредиме кој надпревар ви беше потежок? Финалниот или полуфиналниот? Ајде. Па за утакмицата со Ѓорче Петров дефинитивно бевме мотивирани уште од пред да тргнеме од Скопје. Да, подготвени. Да, дека спремни дека таму притисок ќе биде тешко. Да, два пати игравме со нив, еднаш тоест и двата пати изгубивме, ама вториот пат бевме така многу блиско да ги победиме. И кога отидовме во Охрид имавме една главна цел, како трета среќа, да ги победиме Ѓорче и да идеме у финале. Да. И кога ги победивме, тоа беше многу еуфорично и све најубаво, ама следниот ден за 15 сати имавме уште потежок надпревар, пошто неколку дена пред тоа Куманово ги победија на Ѓорче и знаевме што не чека. Другите девојки ќе надополниме какво беше чувството. Може да ги споредиме надпреварите кој беше потежок. Јасно е дека на финалето бевте уморни, меѓутоа конкретно на терен кај вас лично чувството? Што беше потешко се одработи? И за двата надпревари имавме мотивација, но сепак прво полуфиналето ни беше главно. Игравме, победивме и бевме спремни за да победиме и финалето, но што се случи, се случи. Најблиските како реагира? Верувам, знам дека имате поддршка, тоа е многу важно, генерално од публиката, посакувам што повеќе да нима на трибини, но какви беа реакциите? Иако ние изгубивме во финалето, сепак имаше родители кои што дојдат до Охрид да не поддржат, да не мотивираат и ништо. И што не пеа доволно гласно затоа? Затоа пораз. Следен пат поише ке пеат. Следен пат да бидат подобри во навивањето. Се шегувам, а секоја чест родителите и блиските се многу важен дел во кариерата на секој спортист. Имате уште нешто со кое може да се пофалите, поединечно признание. И покрај тој гол во последни секунди, признание за најдобра голманка во купот и на овој завршен турнир, па какво е чувството? Па секогаш убаво кога ќе се добие некоја награда, но сепак мислам дека побава ќе беше да окренеме и другиот пехар, финалниот за прво место. Мотиви за понатака, за работа, понатака, така да мислам дека секогаш убаво. Па добро, типично за некој кој игра во тим, спортистите што се во оние екипни спортови секогаш повеќе сакаат она заедничка тимска победа отколку индивидуални постигнувања. Многу често кога разговарам со моите гости, го слушам коментарот дека подновите генерации на спортисти сосема се разликуваат од оние некои што јас сега ги нарекувам стара гарда во начинот на живот, во однесувањето, во дисциплината, во перцепцијата како тие гледаат на спортот и на својата кариера. Како вие се сноѓате во тој поглед? Потешко вие да работите на техничкиот дел, на стратегијата која што имате на терен, или потешко вие да го контролирате начинот на кој тие се чувствуваат, мотивацијата, нивното пријателство, духот? Па вие да ви кажам, јас кога завршив кариерата, долги години бранев, 32 години, значи поминав сите филтри младински и сениорски репрезентации, бев и надвор, игра во Шпанија, имам големо искуство, долги години работев
со голманите, тоа бидејќи јас бев бивши голман, и мене ми е секогаш драго кога ќе направам некој млад спортиста, многу е тешко од ништо да направиш нешто. Многу е лесно да бидеш тренер, нарпаш штервик, меѓутоа да направиш голманка е многу труд треба и многу знаење. Кога престанам со спортот, жена ми рече, вика, супругата исто бише одбојкарка, вика, ќе бидеш ли тренер? Викам, не знам, се уште размислувам, викам, ама ако бидам, нема да имаме женски тим. И ете, сега женски тим. Никогаш не вели никогаш. Многу е тешко со една жена да излезеш на крај, камоли со 20. Точно, да. Тоа уште на стартот од емисијата го признавме, да знаете. И имам среќа, зашто јас се поставам према нив како имам керка, исто која беше бивша одбојкарка, се поставам како се мои керки. Значи, никогаш не подигнувам тон, никогаш не ги навредувам, што е нормално. Барам, укажувам на грешките. Мислам дека е полесно малце со машки, зашто можеш повеќе строгост да покажеш, ме разбереш. Меѓутоа, благодарејќи на господинот Раул Гонзалес, кој беше тренер на машкиот тим и се познавав уште од Шпанија, сватив дека пристапот психолошки треба да биде друг према девојките. Тоа е многу важно и кога греши да ја мотивираш, и играчи кои што не добиваат минутажа да им се извиниш, зашто било резултатот тука негде, дали ме разбирате. Така да е доста комплексна работа, веруете ми. Многу пати си поставаш на себе прашање и одговораш, а некојаш и не можеш да одговориш. Меѓутоа, глобално, јас мислам дека добро се справувам со овој предизвик. Оваа година ми е прва да бидам прв тренер, до сега бев стално помошник и во репестација, и тренер на голмани, бев и во Саудиска Арабија, каде што направивме успех. И кога разговаравме со нашиот председател Гордана Нацева, јас го прифатив предизвикот и мислам дека сме на добар пат да во иднина направиме најважно прво играчи кои ќе играат за македонската репрезентација. И второ, да направиме тим, затоа што тим се прави ако има хемија. Ние сме како едно мало семејство. И така треба да се почитуваме и се почитуваме на секој тренинг и на секој надпревар. И мислам дека во иднина сме на прав пат да направиме, како што рече и председателката, добар тим со млади и перспективни играчи од македонски, да. Ви честитам на идејата, на таа стратегија и посакувам да бидете истрајни во ова, затоа што верувам дека резултатите ќе ги видиме. Готово починаа знаци за крај, само уште едно финално прашање ќе го поставам на Гордана. Јасно е кои се идеите и мотивацијата за следната сезона. Дали тоа подразбира дека ќе треба да правите некакви поголеми промени во поглед на ростерот? Тренерот очигледно ќе продолжи да си има таа улога и функција, меѓутоа имате ли некакви идеи за поголеми промени или останува овој тим само продолжувате уште посилно и подобро да работите со нив? Промени нема да има. Ние точно знаеме на кои места можеби е потребно поголем, да речам, играч кој би ни помогнал, но ќе видиме. Мене ми е важно дека овие девојки што се овде го сакаат клубот, го сакаат Вардар, знаат дека кај нас се работи добро. Мислам дека ќе направиме една анализа што сме направиле оваа година и ќе видиме што и како може да се заседи, но 90% остануваме со истите играчи, затоа што веруваме во нив и знам дека наредната година ќе бидеме подобри. Јас ви посакувам најважно од се добро здравје, мотивацијата секогаш да биде тука и напорната работа. И еве да посакам следен пат всушност да се видиме кај вас на терен, нели? Еве ние да дојдеме, па малку да видиме како работите таму на тренинг, може? Може. Се надевам нема да пречиме, тренерот ќе ни даде амин. Нема проблем, да. Тренерот ќе даде амин. Секогаш е добродојдено, кажи го, за развојот на женскиот ракомет да имаме повеќе вакви јавни настави. Благодарам на поканата. И се надам дека од оваа емисија некои дечиња ќе почнат да тренираат ракомет. Тоа е најважната работа. Секој пат тоа го кажувам, се радувам ако макар едно дете или еден родител одлучи дека е време за спорт. Нели, зошто да не. Благодарам многу, до следна прилика. Благодарам вас.
Јас денеска уживав искрено во студиото, затоа што пред се пречекавме многу нови, млади сили наши женски ракометни и рековме нека биде ова една мотивација и една поддршка генерално за женскиот спорт, па и за женскиот ракомет. Дозволете на крај да ве потсетам, односно да најавам еден исто така убав спортски настан кој што на Скопје ќе му се случи по цели 23 години. Во нашиот главен град на тениските терени Југ во градски парк, почнувајќи од денеска, во наредните 7 дена ќе можеме да бидеме сведоци на челенџер турнир. Тоа значи дека малку подобри тенисери од вообичаено кои доаѓаат овде, сега ќе имаме шанса да ги гледаме во живо. Ќе има, се разбери, македонски представници, ќе го истакнам во оваа прилика Калин Ивановски, не себично, туку како тенисер кој најдобро котира во моментов и наша најголема гордост. Еве, нека биде за вас покана и потсетување дека можете вашето време да го искористите и на тој начин да гледате добар спорт и да уживате во спортот. А нови спортски теми следниот викенд на Телма во 16:15 наш ден е недела. До тогаш, довидување.